Поддршка на доењето за поздрава планета е годинешното мото на Светската недела на доењето, што традиционално се одбележува од 1 до 7 август. Од Комитетот за доење при Министерството за здравство велат дека во согласност со препораките на Светската здравствена организација и УНИЦЕФ, мајките треба да ги дојат своите бебиња и доколку имаат COVID-19, бидејќи придобивките го надминуваат ризикот од зараза. СЗО препорачува мајките кај кои постои сомневање или е потврден COVID-19 да бидат охрабрени како и сите други мајки, да почнат или да продолжат со доењето. Многобројните предности од доењето за новороденчињата и за децата значително го надминуваат потенцијалниот ризик од зараза со COVID-19. Од Министерството за здравство додаваат дека досегашните научни истражувања покажуваат дека новиот коронавирус не се пренесува преку мајчиното млеко. За време на доењето и контактот со бебето треба да се применуваат респираторна хигиена, доколку е можно да се носи маска. Потребно е да ги мијат своите раце пред и по допирањето на бебето со сапун и вода или дезинфициенс на база на алкохол. Миењето на рацете треба да биде најмалку 20 до 30 секунди во согласност со препораките и техниките за правилно миење на рацете, како и редовно чистење и дезинфицирање на површините што ги имаат допрено. Од комитетот велат дека стручни тестовити помагаат многу за мајката безбедно да го помине процесот на доење во периодот кога е позитивна на COVID вирусот. Исто така, според СЗО и УНИЦЕФ, мајката која што е позитивна во првите моменти од раѓањето, треба да го стави бебето на своите гради не само заради млекото, туку и заради така наречениот контакт кожа на кожа, исклучително значаен за емотивната и психолошка поддршка како за бебето, така и за мајката.